Циклус едукативни емисии кои ќе ги опфатат основните начала за безбедноста на храна и храна на животни, општи и посебни хигиенски барања за храната со цел високо ниво на заштита на здравјето на потрошувачите во однос на храната. Земајќи ја разновидноста при снабдување со храна, вклучувајќи ја и храната со традиционални карактеристики. Кои се неопходните услови да се започне бизнис со храна? Означување, рекламирање и презентирање на храна и многу друго во Безбедна храна, здрава иднина. Со Светлана Коларич. Почитувани слушатели на Радио Слободна Македонија, ви посакувам добар ден. Продолжуваме со циклусот едукативни емисии. Денес имаме интересна тема со мој соговорник, професор доктор Тошо Арсов. Доаѓа од Факултетот за земјоделски науки и храна УКИ Кирил и Методи. Вашата област, професоре, е овоштарство и токму денешниот ден го издвоивме за оваа тема. Најпрво, добар ден и добре ни дојдовте. Добро ве најдов. Добар ден и на вас и на слушателите. Овошјето како храна. Колку нашиот човек го препознава од пирамидата на исхрана, пред се колку ги препознава неговите хранливи вредности, а најпрво поделбата на овошјата. Овошјето првично научно према студентите, па и пак доста интересно ќе биде понатаму во разговорот, го делиме во зависност од тоа каде се одгледува, односно еколошката класификација е во групата на континентални овошни видови, субтропски и тропски. За условите на Република Македонија во производство се среќаваат континентални и дел од субтропските, додека тропските овошни видови ги нема. Другата поделба е врз основа на градбата на плодот, па тука се поделени на јаболчесто, коскесто, јаткасто и јагодесто. Оваа поделба ќе биде интересна понатаму, бидејќи самите групи е во зависност од плодот, односно градбата на плодот. Во групата на јаболчесто спаѓа јаболко, круша, дуња, мушмула, оскоруша, глок и аронија. Во групата на коскесто сите оние што имаат цврста коска, што се наоѓа во внатрешноста од типот на праска, кајсија, слива, цреша, вишна и дрен од диви саморастечки. Во следната група е групата со највисока енергетска вредност, групата на јаткасто овошје, таму каде што плодовите ги јадеме како јатка. Не она што е ботанички, туку за нас што е плод е тоа што го јадеме ние. Па тука се орев, лешник, бадем, се среќаваат поединечни стебла од фстак и костенот. Во оваа група се тие овошни видови. И последната група на јагодести или ситно или меко овошје, јагода, малина, капина, рибизла, огрос, крома, јоста, актинидија и црница, дудинка или морус. Таа е основната поделба. Пак од прилика и врз основа на поделбата доаѓа и енергетската вредност, меѓутоа и она кое овошје како луѓето го препознаваат. Спомнавте многу видови на овошја, нели секој во својата група, колку што успеав да сватам, сите овие овошја добро успеваат и во нашата земја. Дали тоа значи дека овошјето лесно се прилагодува према различни видови на климатски промени и еве ако може за почеток кој вид на овошје е автентично за нашата држава? Голем дел од, значи пак ова што се одгледува во услови на Република Македонија, најголем дел се континенталните овошни видови. Дали се автентични од пред или се донесени многу одамна од Персија или праската пример од Персија, и латинскиот назив е Prunus persica, од Хималаите јаболкото. Меѓутоа тие овошни видови се пренесени многу одамна на територијата на Европа, па и на нашата држава. Но во последно време се среќаваат некои по-нови овошни видови кои што се донесени и почнуваат да се одгледуваат. Во минатиот век е донесена актинидијата или киви, во минатиот век е донесен јапонското јаболко, што се така маслинката, што се така позначајни, економски значајни, ги имаме во производство, постојат и други субтропски овошни видови што се среќаваат, но овие се економски значајни и се присутни кај нас. Може би климатските промени влијаат
за да овие овошни видови почнуваат да се шират и да зафаќаат се поголеми површини и поголемо производство. Производството на смокви, калинки се шири од југ кон север, исто од групата на субтропски, можеби на територијата на Република Македонија во јужниот дел ја имало, сега границата се поместува се повисоко, така да има влијание на климата врз појавата на нови овошни видови, но автентичноста или пак најмногу производство на овошје сепак има јаболко во услови на Република Македонија, крушата во одредени делови се среќавала во минатото, па и денеска се враќа. Од коскестото, сливата, исто така е веќе на второ место по застапеност. Во производство доста е значајна, посебно за индустријата, вишната, праската и кајсијата во поделни делови на Републиката. Додека од јагодестото овошје можеби помала традиција имаме на производство, на помали насади, можеби во куќници, во дворови имаме производство, но организирано производство многу малку од јагодестото овошје. Добро. Да се вратиме на делот за хранливата вредност. Разликите помеѓу различни видови на овошја. Во делот на процентот на шеќери, процентот на протеини, процентот на масти. Кога со студентите пак се враќаме, едно од значајните прашања што често и се поставува, во кои овошни видови, кои материи се на прво место по застапеност? Во овошјето, во некои овошни видови на прво место е шеќерот, во други е мастите, во трети е мастите со протеините. Најголем дел од овошјето содржат најмногу шеќери. Освен и јаткастото овошје, каде што на прво место се среќават да бидат мастите или заедно мастите со протеините. Оревот е овошје што содржи најмногу масти, на прво место се посувите материи мастите, додека кај лешникот и бадемот содржината на протеини и масти зависи од сортата, но е скоро 50-50. На многу високо. Кај се останато е содржината на шеќери. Па потоа викаме, кои шеќери? Простите или сложените шеќери? Бидејќи шеќерите може да бидат прости, моносахариди, дисахариди, полисахариди. Најголем дел од овошјето, од јагодестото, па и јаболчестото и коскестото содржат најмногу моносахариди. И тоа гликоза и фруктоза. Дисахариди или сахароза содржи најмногу бананата. Затоа е лесно приемчива за организмот и дава енергија. Има висока содржина на енергетска вредност, затоа ја често на болни ја препорачува. Потоа од групата на полисахариди, скробот. Скробот најмногу го содржи костенот. Значи јас викам на студентите, запомнете што највеќе потсеќа на компир. Да, Компирот костен е скроб, костенот е скроб кој што понатаму се разлага во сахароза. И полисахаридите, пектините, пектинските материи, мушмула, оние плодови кои што ја собираат устата при консумација кога не се доволно зрели, односно не се распаднати, содржат многу полисахариди, кои што се корисни и понатаму тие полисахариди се распаѓаат, се разлагаат и станува приемчиво, односно полесно за јадење. Јапонското јаболко исто тука спаѓа. Одредени сорти на круши, посебно старите сорти, содржат многу повеќе полисахариди. Таа е грубата поделба на содржината на енергија, односно суви материи, која што многу содржи. А инаку знаеме, највисока енергетска вредност имат мастите, потоа доаѓаат протеините и на крајот се шеќери. Од енергетска вредност. Така да, овие што содржат најмногу масти имаат највисока енергетска вредност, протеинските и најлесни се шеќерните. Таму кај што содржат шеќери. А се јавуваат и разлики и помеѓу сортите, но тоа е веќе во содржината на одреден пример. Фруктозата, како овошен шеќер или фруктоза, во одредени сорти може да биде повеќе застапена, во други сорти помалку, но сепак е на прво место таа. Безбедна храна, здрава иднина. Со Светлана Коларич. Продолжуваме со темата на овошје.
Нашите пазари изобилуваат навистина со разни видови на овошје. Професоре Арсов, дали сметате дека имаме, да кажем, еден висок степен на култура на консумација на различни видови на овошје, заради тоа што се во насока на да кажем, избалансирана исхрана, сите ние преферираме, купуваме овошје, меѓутоа, во која количина се препорачува овошјето, во кој период од денот треба да се јаде овошје, дали треба наутро, дали пред оброк, после оброк, навечер, или тоа сепак зависи од видот на овошјето, дали е подобро целплотно овошје, дали е подобро можеби овошје во нутрибулет, овошје од соковник. Во европските земји има доста примери каде што овошјето се микса со други видови на храна и обично оди во прилог на месо, на млечни производи и слично. Може ли малку да позборуваме на оваа тема? Дека постои традиција на консумација на овошјето, постои и ќе постои, верувам. Може би порано имаше одредени граници кој што ќе купи во зависност од финансиската моќ, јас така би рекол. Значи имаше овошје со повисока цена и овошје со пониска цена. И јаболкото како поевтино ќе оди секогаш на една страна, јужното овошје на друга страна. За да сега се сварат и работава и се повеќе ја сваќаат вредноста на овошјето, енергетски и во смисла кое овошје со кои материи изобилува и во кои примери каде да се консумира, како да се консумира, што подобрува, кои се неговите и вредности енергетски, меѓутоа и квалитети на живење, би рекол. Секое овошје содржи висока содржина на влакна. Влакната помагаат, растителните влакна помагаат на перисталтиката на организмот, на храната да не се задржува толку многу во организмот. Потоа го чистат организмот од одредени токсини, детоксикација, и затоа често се вика овошјето може да се користи на гладно, наутро, рано. И многу често го практикуваат да луѓето јадат овошје до 12, до 1 час, скоро цел ден да се само на овошје. Да, знаат кое овошје е енергетски силно, па доколку имаат потреба од енергија да додадат само малку јаткасти плодови, како што и кажавме, кои што се доста енергетски силни, да додадат суво овошје, кој што исто така има концентрирана содржина на шеќери, помага во енергетска вредност и тоа помага и пак на организмот како витамински додаток. Но често единствено би спомнал дека јаболкото може да се јаде секогаш и е убаво да се јаде секогаш. Единствено на крушата треба малку да се обрати внимание, бидејќи крушата е малку посилно овошје. На гладен стомак не е многу препорачливо и навечер доцна не е препорачливо круша. Инаку, кај другото овошје и енергетските силни овошје не се препорачливи навечер, иако често знаеме да ги јадеме навечер. Сите ги јадеме навечер. Да, меѓутоа пред телевизија. Да, меѓутоа тие се препорачува кога имаме потреба од енергија да ги јадеме. Сега се спомнува зошто, па заради темното уште полошо. Имаат многу висока содржина на витамин Е, масти, кои што може да убаво е да се консумираат во текот на денот кога има светлина. Меѓутоа самиот организам барал во темно да биде кога немаме доволно осветлување. Баш завчера слушав некоја емисија дека самиот организам бара да консумираме повеќе енергетски вредна храна кога немаме доволно сонце. Инаку да се вратиме во делот како да се консумира. Што да се консумира од овошјето. Моја девиза е подобро пола јаболко изгрицкано, отколку една чаша сок од соковник од јаболко. Зошто? Првин, содржината на влакна во сокот скоро да ја нема. Рековме, влакната ја чистат и цревниот организам, цревата, меѓутоа многу често убаво ја чистат и самата уста и устна шуплина, забите. Потоа, содржината на калциум и во комбинација со јаболчната киселина го чисти и плакот, што се меките талози на забите. Механички и хемиски ги чисти забите. Од друга страна, помага на самиот организам да
да помине низ него и да ги прочисти цревата. И уште една работа. За да изедеме едно јаболко, имаме ритуал. Имаме смирувачко дејство врз самиот организам. Ако ја земеме чашата сок, ќе ја испиеме на еднаш. Јаболкото треба да го измиеме, да го изчистиме. Дали ќе го сецкаме или ќе го грицкаме, па ќе потрошиме енергија грицкајќи го. Сама ќе ги вежбаме мускулите на лицето. Ќе го погледнеме, гледајќи со окото, знаеме што јадеме. Според мене, многу подобро се трудам и моите блиски, бидејќи така ме учеле мене, така да ги научам и моите деца, дека овошето е многу подобро да се изгрицка, дека кога да сретнете овоше, земете, изчистите, избришете, измиете малку од малку. Може и повеќе, бидејќи често ќе ми префрлат, ама вие знаете, да, јас најголем дел од овошето сам го произведувам за себе и знам колку и што е, како е, па можеби не внимаваме на лупење, на чистење, толку многу. Го јадеме со лушпа, го грицкаме, буквално го грицкаме овошето. Самата тема не наведе да поразговараме и дали ние го препознаваме дефинитивно видот нели на овошје во случајов јаболко, кои видови на јаболко постојат во Република Македонија, па еве наназад да се вратам овие неколку дена се спомнува дека има јаболки кои што производителите ги премачкуваат со еден мрсен слој, па ги можеби дозреваат, што мислам дека за нив и ова не е важно, можеби повеќе за во делот на јужното овошје, но во секој случај со оваа тема ќе продолжиме во наредниот блок, бидејќи ќе мора да направиме пауза. Безбедна храна, здрава иднина. Со Светлана Коларич. Продолжуваме во студиото на Радио Слободна Македонија. Денешен мој соговорник, професорот Тошо Арсов, доаѓа од Факултетот за земјоделски науки и храна. Неговата област е овоштарство. Инаку, почитувани слушатели, професоре, морам да нагласам дека изминатава недела многу често се пишуваше во некои портали дали и се поставуваше прашањето дали македонците јадат отровно овошје, што навистина не би се согласила со истата тема и често пати се споменуваше дали овошјето се третира со амонијак за да нели дозрее и од каде тој мрсен слој на различни видови на овошје. Дали овошјето се третира со одредени масти, би рекла, или некој друг вид на конзерванси. Ова е дефинитивно ваша област и навистина би сакала да им објасниме што се значи на технологија после бербата на овошјето и дали се применуваат овие видови на начини на конзервирање во нашата земја. Овошјето после бербата доаѓа до процес на дозревање, односно на ферментација. Најчесто овошјето кое што се чува треба да се собере малку по-зелено и да продолжи да се чува полесно. Често од одредени овошни видови се бара на пазарот да имаме и порано плодови, да бидеме први, бидејќи кој зима пари, тој што продава прв и тој што продава последен. Трговците, одејќи по таа девиза, бараат што порано се појават одредени, посебно одредени субтропски овошни видови, кои што ги нема се уште, ама да бидат свежи од ова годишно производство, да не се од јужната хемисфера. Конкретно, многу рано и оваа година се појави мандарина на пазарот, која што имаше убава боја, меѓутоа малку сува по кожица. Тоа е бидејќи мандарината најчесто дозрева, за да добие побрзо, порано дозрее, за да добие бојата, со плин. Во дозревањето на овошјето, освен плинот што се користи кај мандарината, природно самото овошје ослободува газ етилен, кој што го забрзува процесот на зреењето. Етиленот не е непознато и на градинарите при дозревањето на доматот, и при транспортот и дозревањето на бананата. Меѓутоа, етиленот природно се ослободува од овошјето. Посебно зрелите, па и полураспаднати плодови многу ослободуваат етилен. Така да,
Препорачливо е дека може да се користи природен или вештачки етилен, тоа е дозволена работа во дозревањето. Но етиленот се користи во дозревање единствено на субтропското овошје и на тропското. Бананата може да се користи во дозревање на, препорачуваме природен етилен, дозревање на киви, на актинидија. Доколку купете плодови и ви се зелени и тврди, ако ги оставите дома во здела, тие никогаш нема да дозреат, ќе се смежурат, ама нема да бидат зрели. Ставете ги во кеса, на 2-3 кила актинидии, ставете едно плодче јаболко внатре. 2 дена нека стои, потоа извадете го јаболкото, уште 2 дена плодовите веќе се зрели за јадење. Природно. Значи, актинидијата сама треба да почне стартот да го ослободува етиленот, ама ние ќе помогнеме со јаболкото. И ова е хемија. Так. Мора некогаш. Самото овошје во процесот на дозревањето самото си ослободува тие некои гасови. Вториот дел, она масната покожица, што се јавува кај одредени овошни видови, посебно кај одредени сорти, посебно е интересно за јаболкото. Во постбербените технологии постои процес на доработка на плодовите, каде што се третираат со парафин, парафинирање, за чување во ладилници. Но, кај нас често се појавува друг проблем, непознавањето на сортните карактеристики. Одредени сорти, природно, при дозревањето лачат премногу парафин и премногу масти. За да на пазарот, кога ќе се појават и кога ќе ги донесат, буквално изгледаат како да се премачкани со масло. Но тоа нити ги мачкал некој, тоа е природно. Самата сорта лачи толку многу. Кај нас најчесто најмногу застапена е сортата Ајдарет во производството, па на пазарот најмногу ја имаше неа. Таа нема такви толку изразени својства и карактеристики. А каде се јавува? Во овој период на пазарот како многу квалитетно е сортата Јона Голд. Многу квалитетна сорта. Според мене. Многу воедначена. Киселини, шеќери, боја, но има својство да лачи многу масти во дозревањето. И буквално изгледаат како да се мачкани и луѓето бегаат од нив, а ова се мачкани со масло, премачкани, парафинирани. Не се. Истото се случува и со Грени Смит на крајот. Зелените јаболки. Исто делуваат како да се мачкани. Со масло. Но тоа е сортна карактеристика. Многу неубава работа е што ние често купуваме со око. Посебно правично. Многу тешко е да ја смениме навиката. Или помодарство. Помодарството. Постојат сорти кои што лачат восочна превлака, која што свети, не ни се допаѓаат. Од друга страна, постојат сорти кои што се бел прашец обвиткани. Многу лош изглед. Многу лоши. Буквално како да се прашина посипани или брашно. Како сливата, сината слива, буквално, а и за неја не е препознатливо дека таква треба да е. Ама како да е со брашно пресипено, не ги сакаме. А вкусот е извонреден. Проблем е и на трговци, и на производителите. Конкретно групата на сорти од групата на Фуджи. Многу воедначена содржина на шеќери, киселини, убаво се чува, кврцкаво јаболко, квалитетно јаболко, но на изглед не е многу привлечно. Имаат проблем да го продаваат. Но кој пробал еднаш Фуджи, секогаш бара Фуджи. Верувајте. Тешко ги убедуваме да пробаат, но од кога ќе пробаат, многу повеќе сакаат. Помодарството. Многу често карактеристично е зелената боја за јаболкото, како здраво јаболко, зелено јаболко, без разлика што се уште не е моментот за јадење на Грени Смит, бидејќи не се дозреани. Во овој момент има многу поубави сорти кои што се на пазарот стигнати. Луѓето често барат, не, дајте ми Грени Смит. Јас се сложувам дека сакаат кисело јаболко, но постојат и други сорти кои што се киселкасти. Но сега да земете да јадете Грени Смит, човек да убиете со него. Камен тврдо, ама го бара. Тука сметам дека тоа е помодарство. Посебно кај младите. Ке јадеме, не сакаме вакви јаболки. На лик да се убави. За разлика
од јаболкото, па еве кај крушата. Ако не дозрее, ако не доферментира, убави круши нема на плод, на дрво. Убави круши мора да помине тој процес на дозревање. Природно дозреваат, природно се користи. И таму каде што се користи нешто на дозревање, етиленот пак е газ кој што природно го ослободуваат овошјето, само се додава за да тргне процесот на дозревање. Безбедна храна, здрава иднина. Со Светлана Коларич. Продолжуваме со безбедна храна, здрава иднина. Наша тема денешна е овошјето. Различни видови овошје поделени во различни видови на групи, меѓутоа, нели, би сакала слушателите да слушнат кој дел од овошјето повеќе се третира со пестициди, кој дел од овошјето воопшто или многу малку се третира, бидејќи оваа тема е навистина актуелна во ова време. Постојат овошни видови кои што се можеби посклони кон тоа органско производство. Склони во смисла или помалку се осетливи на одредени болести, или пак се понови овошни видови кои што се стигнати кај нас, а болестите не стигнале, ги задржале на граница. Се смееме ние. Конкретен пример за такво е актинидија, киви. Растението кај нас скоро да нема болести, скоро воопшто не се третира хемиски, освен во ексцесни случаеви за одредени штетници, и е комплетно нетретирано. Потоа аронијата. Меѓутоа, од јагодестото овошје можеби по-малку време треба да се произведе, па помалку се третира, за разлика од јаболката, која што за да се произведе треба долг период, па затоа мора и повеќе пати да се третира, меѓу последните што се бере јаболкото. И јаткастото овошје исто така помалку се третира, меѓутоа ако е во производство, друго е 1-2 стебла, но во производство мора да се третира, мора да се заштити. Поголем проблем е запазувањето на каренцата. Често знаат да ме прашат дали би јаделе јаболко нелупено, немиено, бидејќи знаете колку пати е третирано. Мојот одговор е, мене ми е повеќе страф ако купам марула или отидам во кафана да јадам салата марула, отколку да јадам јаболко. Зошто? Затоа што марулата расте брзо, краставицата расте брзо, колку и да е третирана, дали е запазена каренцата. Јаболкото, иако е повеќе пати третирано, на пазарот веќе не се продаваат препарати со многу висока каренца. Со долг период на каренца. И да е каренцата 14-20 дена. Никој не прскал јаболко, најмалку прскаат месец дена или 15-20 дена пред берба. Второ нешто, јаболките најмалку месец дена ги чуваат во плодочувалиште и понатаму, после тоа излегуваат на пазар и ги купуваме. Значи, како и да е каренцата поминала. Прашањето дали отровот е само во лушпата или е внатре. Ако веќе има одредени резидуи, меѓутоа најчесто резидуи се минимални или воопшто ги нема, тоа сепак го докажуваат хемиски лаборатории, ќе ги има и внатре и на површината, бидејќи често се третира и со системични препарати. Од друга страна пак, самата покожица има своји други својства, позитивни посебно зборуваме, така да конкретно јас не лупам јаболко, може да го измијам и да не е од моје производство, да не е од мојот двор, од мојата градина, пак ќе го јадам само со миење. Посебно миењето е позначено за да се отстранат одредени патогени. Знаете, постојат зоонози кои што во природата ги има, дали се како јајца или се како чаури, па да не се внесе некаква зооноза во организмот на човекот. Затоа ги мија. Со самата лушпа, да, третирањето можеме да го намалиме, но не и да го исклучиме, посебно во масовно производство. Освен одредени овошни видови кои што природно
ви реков се или поотпорни на болести, или пак болестите и штетни, се понови овошни видови кои што болестите и штетниците, и истото е со јапонското јаболко. Јапонското јаболко во светски рамки таму се третира каде што има друго место. Кај нас се сега поново и не се третира или многу малку се третира. Така. Да ја промениме малку можеби темата во една друга насока, повторно околу овошните дрвца. Дефинитивно неколку години наназад, како дел од програмата на владата е и засадија својата иднина. На вистина, ова се генерации кои што засадија и многу дрвца и пошумија многу голи подрачја во нашата татковина. Меѓутоа, еве прашањето до вас. Дали постои простор, можеби во идните години, ако продолжи програмата, да голем дел од овие, да кажам, зимзелени или украсни дрвја ги замениме со родни и добиеме подрачја каде што ќе имаме плодови кои што можат да ги користат идни генерации? Првин да ја покренеме иницијативата на сите оние што имаме и 200 квадрати дворче, да имаме 1, 2, 3 овошни растенија. Декорацијата да ја направиме преку овошните растенија. Постојат многу убави и овошни видови и сорти кои што се поотпорни на болести, или пак и 1, 2 ако се и да не се прскаат, ќе имаме плодчиња. Има декорација во боја, има декорација во цвет, има декорација во форма на круната. Правим да ги натераме луѓето. А ако го имате дома растението, ќе го гледат и вашите деца, ќе се добие и навика и за одгледување, и за грижа кон него, и за јадење на свежи плодови директно од него. А инаку во вториот дел, она што пошумување и садење, ние можеме единствено да се вклучиме во еден друг дел, облагородување на природата. Тоа е во смисла на дивите и самоникнати постоечки растенија од групата на овошје да бидат облагородени во смисла или малку средени, па да имаме диви јаболки кои што ќе ги собираат понатаму собирачите на овошје за оцет, за јаболков оцет, или пак прекалемување, односно калемење на тие, па да имаме културни сорти, но тоа треба да биде со одредена доза на внимание, да се калемат одредени сорти кои што се поотпорни, бидејќи во и јаболки, и круши, постојат сорти кои што се поотпорни на болести. А посебно ако се калемат на самоникнати растенија, диви растенија во природата, уште поголема отпорност имаат. Со студентите често го правевме, јас како студент сум го правил, одење и облагородување на цело Мариово. Мариовскиот дел е облагородуван, прекалемуван, односно калемен со круши. На враќање по автопатот ќе застаневме, па секогаш ќе калемевме уште некоја круша. Оваа традиција од моите професори и ден денеска ја спроведуваме и ние. Минатата година ги носевме студентите, јас заедно со група на студенти, калемевме околу Куклица, околу самиот локалитет Куклица, имаше многу диви круши кои што ги прекалемевме и ги калемевме со културни сорти. Така да, во тој дел можеме да се вклопиме за тие самоникнати растенија, да ги облагородиме и опитомиме. Инаку садење на растенија, на овошни растенија во делот на пошумувањето, повеќе да, во дворчиња, во куќници, во викендици, во градини. Во училишта. Да. Во градини, значи во јавните објекти, и исто така често знаеме да заедно со воспитачките, моето дете каде што оди во градинка, направивме овошна градина, садиме, да самите деца се грижат за таа овошка. Тука е и крајот на денешната емисија. На вистина темата е неисцрпна. Се надевам дека можеби друга емисија ќе одвоиме токму околу овошјето. На вам да ви заблагодарам што бевте дел од емисијата Безбедна храна, здрава иднина. Благодараме на вас.
Трговско радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија, јас сум Светлана Коларич, денеска е 6 декември 2015 година, продукција Радио Слободна Македонија. До слушање до следната емисија, следната недела во периодот од 14 до 15 часот. Пријатно. Циклус едукативни емисии кои ќе ги опфатат основните начала за безбедноста на храна и храна на животни, општи и посебни хигиенски барања за храната со цел високо ниво на заштита на здравјето на потрошувачите во однос на храната. Земајќи ја разновидноста при снабдување со храна, вклучувајќи ја и храната со традиционални карактеристики. Кои се неопходните услови да се започне бизнис со храна? Означување, рекламирање и презентирање на храна и многу друго во Безбедна храна, здрава иднина. Со Светлана Коларич.